Здраво друштво, здраво стрелци. Добре дојдовте во ова видео, каде ќе ги толкуваме пораките кои ни ги праќа универзумот преку тарот картите. Се однесуваат само на делот околу љубовта, емоциите, врските и се за вас, нели, представниците на знакот Стрелец. И велам заедно да ги толкуваме, затоа што без вас пораката апсолутно нема никакво значење, затоа што јас сум тука да ја пренесам, а вие сте тука да го најдете местото во вашиот живот. Значи, нема се да се однесува на вас, вие што го слушате ова. И затоа, внимавајте која порака е за вас, прифатете ја, вие ќе го почувствувате тоа. Јас се надевам и посакувам да ве води, да ви помогне и да преминеме. Да преминеме на оно што ги очекува стрелците периодов. Па тие што сте во врска или што сте во брак, чувствувам дека ова е повеќе за тие што сте во брак поракава. И тие што сте во брак, а во кој веќе некако страста почнала да се намалува и блискоста некако меѓу вас. И пораката за вас е дека за вие да ја обновите врската, за вие да го вратите она што го имавте. Не дека е изгубено и нешто се случува лошо, не, меѓутоа се чувствува малку некакво оддалечување, емотивно оддалечување. И сега вие е потребно да обновите врската, да го вратите пламено, да вратите страст. А како? Вие треба сега интимно да се поврзете. Интимно, значи да се поврзете духовно, а и физички да се поврзете. На партнерот периодов му е потребно вашето внимание и многу му е важно да бидете интимни. Меѓутоа, кога сте интимни, вие е важно да покажете сега страст. Не само, може би вие досега и сте биле малку ладни, се што сте правеле, за него сте правеле како од обврска, за него или неа, зависи на која страна сте. И тоа се чувствува, тоа од другата страна многу добро се чувствува, дали постои страст, дали е само како брачна обврска. Значи, пораката за вас е, вие мора интимно сега да се поврзете, значи тргнете го тој гард, излезете од таа ситуација на непокажување чувства, бидете малку потопли, не бидете толку ладни и работите ќе тргнат и ќе се вратат на она што беа. И сега друг дел од вас, оваа енергија некако ве следи сите вас периодов, и вие кои досега, до неодамна, сте биле емоционално недостапни, а дури и физички сте биле недостапни, значи може да стане збори за тие што сте сами, не сте во врска или брак. И вие сега ќе донесете одлука тоа да се промени. И за вашето добро, а за тие што сте во врска и за доброто на двајцата, вие ќе донесете одлука да настапите со љубов. И вие ќе покажете многу нежности и многу емоции деновиве. Меѓутоа, јас мислам дека вие ќе работите нешто на себе. Има нешто во вас што не ви дава вие да уживате, што не ви дава вие да покажете емоции. Ве прави да сте ладни, а вие не сте ладни. Вие имате премногу љубов во вас, вие премногу чувства имате, меѓутоа нешто ве спречува да ги покажете. И сега, вие ќе донесете една цврста и одлучна и голема одлука, бидете одлучни и ќе решите да настапите со љубов, ќе решите да ги промените работите. Може би, постои можност дека веќе некој дел од вас ќе работите на партнерот, на нечи постапки од партнерот, нечи однесување, на нешто што не е добро кај партнерот, например,
прави нешто или пак ете во крајно исклучителни ситуации, можеби има некакви пороци и тоа не ви дава вие да уживате во врската, во бракот, и вие сега заедно ќе работите на тоа. Тоа е нешто големо, не е малецко. И овде има една мала порака за сите вас што го правите тоа, дека за 3 можеби дена од ова од кога слушате, 3 недели или месеци од сега, вие ќе ги видите плодовите на тоа. Нешто градите сигурно и работите на нешто големо или на себе или на партнерот. Ова што ќе го правите предстои во многу скоро време, значи многу можеби сте веќе почнале, и затоа кога ја слушате пораката за 3 недели, месеци, не верувам дека се години, поскоро поблиска иднина ќе ги видите плодовите. И сега правејќи го ова, работејќи на нештово, не е ова многу едноставно за да се прави, големо е, но ќе бидете многу успешни. Успехот доаѓа многу брзо некако. Не има да треба да се чека премногу долго. Единствено што ќе ве плаши вас во сето ова е дали ќе успеете да покажете емоции. Не знам за некого е ова. Не можете да покажете емоции. Тешко вие работите на тоа, но не се плашете, ќе успеете. Вие ќе успеете да си го отворите срцето. Нешто можеби во минатото се случило, некаква травма или некакво лошо искуство што ве натерало вие да се затворите, да бидете ладни, да не дозволувате пристап. Но сега се случува нешто и работите вие, не се случува, ова не паѓа од небо. Паѓаат многу можности нови, да, доаѓаат од универзумот, од судбината, од животот, од Господ, што и да е тоа за вас. Доаѓаат премногу нови можности. И затоа нека не ве плаши дали ќе има можности и начини, затоа што има дури и повеќе од тоа на што се надевавте. Доаѓаат многу повеќе. И сега еден друг дел од вас, можеби вие што сте сами, вие што сте сингл, вие моментално не сте во некоја сјајна ситуација, не сте во некоја идеална, меѓутоа еден дел од вас, знаете ли зашто не сте? Затоа што вие никако да се ослободите од потребата да ги контролирате работите. Тоа страшно ве повредува, вие го чувствувате тоа, многу ве повредува и повторно го правите. Вие сакате да ја контролирате ситуацијата. Тоа не сме така да биде, не сме вие, затоа што одите наспроти природниот тек на работите. Не можете, тука нема успех. Значи, поракава за вас е дека треба малку да се опуштите. Значи, опуштете се, дозволете работите да се случуваат сами, да се случуваат природно. Не се држате толку цврсто, немајте, не трудете се на сите затоа што вие ги ограничувате со тоа што сакате да прават како вие што сакате. Тоа вас ве повредува на крајот на краиштата, зашто другите едноставно ќе заминат. Нека потрудете се, работете, еве и вие, значи нешто не треба да работите, работете на тоа, работете на потребата да бидете над, да бидете авторитетот и да бидете тој што ги контролира и што ги држи конците во своја рака. Вака за сите вас кои не сте наоѓате во една добра ситуација, не сте, чувствувам дека се уште не сте, јас сакам да ви кажам дека она што доаѓа е многу убаво. Значи, вие ќе мора, порака овде за вас е дека вие мора да издржите. Постојано кај стрелците се јавува оваа потреба дека вие мора да издржите уште една битка, можеби и кај други знаци, можеби, не знам, не се сеќавам, мислам дека кај стрелците ова често се јавува, потребава вие да издржите уште нешто, уште една последна финална битка. Можеби ова финална последна битка се работи околу тоа што стрелците се во еден период астролошки, сати се вика ако сакате да истражувате околу тоа, и тоа е период, тоа е најмрачниот период во животот на еден човек. Трае околу 7,5 и многу повеќе. Јас мислам дека многу повеќе години од тие 7,5.
Среќа е за тие што трае помалку, меѓутоа тука отприлика се. И тоа е најмрачниот период во животот на еден човек. Значи, тука ништо не функционира. Тоа е мрачен период. Тој се излегува, да, секако дека ќе се излезе, но додека се излезе, буквално човекот поминува низ пекол сите тие години. Сега зашто го зборувам? Зашто се појавува постојано оваа карта. Ова е уште една битка. Значи, некој кој бил во битка, ранете, се бори, меѓутоа спремен е за последната и финалната. И јас мислам дека таа е последната финална, затоа што вие излегувате од тој период конечно. И јарците се сега во тој период, меѓутоа тие уште ќе почекаат. Сега вие конечно излегувате. Сега моментално мислам дека тоа е Сатурн, тој го прави тоа. И тој излегува. На кратко ќе почувствувате оддишка и потоа за околу 2 месеци, мислам, сега јас не сум астролог, не можам точно да знам, меѓутоа за околу 2 месеци повторно се враќа и таа очигледно таа е таа последна битка и повторно ќе се врати за уште една последна битка и последна лекција. После тоа вие ќе почувствувате такво ослободување, таква среќа, доаѓаат, значи, моменти кои не сте ги почувствувале скоро 10 години. Таа ви ветува. Значи, обидете се да издржите последните битки. Меѓутоа, обидувајќи се, вие мора да работите. Ако не работите на себе, на другите и на ситуациите, успехот нема да биде толку голем, затоа работете. Значи, внимавајте, тие што имате партнер, внимавајте на чувствата на партнерот по периодов и внимавајте како се однесувате со него, затоа што за возврат ќе го видите истото, дури и полошо. Ако е лошо, затоа, ако вие настапите со љубов, чувство и внимание, веќе добиете за возврат уште поголеми. И сега, за тие што сте сами, вие потрудете се да го спуштите гардот, потрудете се да настапите со чувства и емоции, не бидете ладни, не бидете толку практични, бидете малце по детинести, како да кажам, на детето во вас нека излезе и тогаш ќе ги привлечете вистинските работи, вистинските луѓе во вашиот живот. И тогаш следува, мислам, секако, за вас предстои конечно еден многу убав период. Меѓутоа, за да биде уште поубав, вие мора уште повеќе да се потрудите да вложите во сето ова. Значи, тоа е тоа отприлика што можам најмногу да ви кажам. И се надевам уживавте. И до следното видео. Чао, чао!